последните години кога бевме во Лас Вегас, во Dragon Gym, позната теретана, еден познат бодибилдер од светски размери, сите од Мистер Олимпија вежбаат таму. И сега јас и Габриела бевме таму околу 15 дена претходно и се спремавме во таа теретана заедно со сите останати што ги гледавме на YouTube, по списанија, по вестници. Сега секојдневно бевме со тие таму. Секој знаеше да каже како во касарна, илјадници војници, нели, оризот е сув, и зрната да ги фрлиш се бројат, нашиот не го бива, нели. Да. И еден ден случајно јас на телевизија така си гледам, приготвува храна и гледам како се прави ориз. Дете во подрака до бунјаковец, се што немав си купив цедалка, нели големо тенџере. Варам, ми успеа оризот. Со душа сум го чекала на врата, со оризот викам, еве, јади се број, фрлеш, сакаш. Ја на секој надпреварување кај што одиме, гордо го веам македонското знаме. Јас сум горд на тоа знаме. Јас секогаш излегувам кога можев, кога дозволувале на преварувањето со македонска песна, почесто и со песни од покојниот Тоше Проески. Сакам да ја слушна таа македонска култура секаде во светот. Сакам да го видат тоа знаме секаде во светот. Сакам да видат дека постоиме и ние како држава, како нација. И јас толку можам на свој начин преку спортот да допринесам за оваа држава да биде попозната, подобар пример, да биде видена, слушната. Еве да ве поздравам во уште едно издание на Равенка за успех. Денеска исто така пријатно си се освеќам во студиово со моите гости. Лабаво има милион прашања за нив, заинтересирана сум, а верувам и вие. Тоше и Габи Зафирови, познати сте на нашата јавност, актуелни периодов со сите успеси, со се она што го работите. Така да мислам дека ќе им биде интересно да слушнат новитети, иако сте присутни постојано и активни, секогаш има нешто ново да се каже. Како сте ми денес? Благодарам на поканата, пријатно се чувствуваме. Во навистина студиото е прекрасно, ти повторно се враќаш на екраните, тоа е добро, ти посакувам многу успеси со овој подкаст, така да супер, одлично се чувствувам. Баш ми е драго. Драго ми е, Габи, што и ти си тука со нас заедно, вака сте ми пар баш убава енергија заеднички. Не знам дали до сега сте биле некаде заедно. Не, прв пат сме во подкаст заедно. Во подкаст, да, прв пат. Супер. Да. Па цело време сте заедно. Мислам и ова сега, зашто да. Да. Она што е дефинитивно препознатливо за Тоше дека со години го работи ова што го работи и секогаш е баш во топ форма. Значи нема амплитуди кај тебе, ти си константно во спортов и константно си максимално успешен. Започна во 97-ма. Да, во Неготина. Значи во Неготина. Многу одамна. Во каква теретана? Во твоја или некој те мотивираш? Едно малечко фитнес студио Пако. Тој е мојот прв тренер и се уште сме во добра комуникација, се уште соработуваме. Еве го поздравувам. И навистина кога влегов прв пат таму, почувствував дека тоа е тоа што сакам да го правам во иднина. Наистина беше едно прекрасно мало место, сечувам еден шпоред имаше на дрва, топла атмосфера, другари, 4-5 души бевме и едноставно се пронајдов таму. И за кратко време излегов на моје прво надпреварување, 98 година, освоив јуниорски шампион. Што професионално почна? Да, 98 година, освоив јуниорски шампион на Македонија. Моето семејство тогаш го прифати тоа како дел од мојот живот, пред тоа имавме малку негодување зашто 10-20 јајца, зашто кило стек, па треба леќа грав да јадеш и тоа. Да, стандардно традиционалните јадења. Помало место, да, и сватија дека веќе се занимавам попрофесионално со тоа и имав максималната поддршка, еве до ден денес активен во сето тоа, но мислам дека тоа се должи пред се што затоа што тоа го работам со љубов. Да. Навистина јас го сакам тоа, уживам во тоа, секој ден ми исполнува тоа. Кога ќе влезам во фитнес фитнес центарот, што вака изгледаш и да. се држиш и толку време го правиш, сигурно мора да е со љубов. Не ми е јас сега да импресионирам, да изгледам убаво, нормално тоа секој човек сака да изгледа убаво и нормално е тоа, но тоа не е пресудно веќе кај мене. Можеби порано било на почеток кога почнувам да вежбам, но потоа самите надпреварувања наметнале нешто друго, сега веќе ова ми е еден вид начин на живот во кој што едноставно уживам во што го Да, работам. ама си поставил и високи критериуми. Габи, ти кога почна да се бавиш со спортов вака професионално? Така, јас порано воопшто не се занимавав. Не ни помислував дека некојаш ќе се бавам со овој спорт. Бев нормално кога веќе стапивме во брак, по секој негов надпревар, во секој негов момент кога тој имал припреми, бев со него, меѓутоа активно почнав 2014.
Супер. Да Значи се добро, занимавам. секако дека си била инволвирана во сите тие работи, Да, заради меѓутоа, тоа да, што децава ми беа помали, Да, обврските обврски како околу нив, жена, се да. така, да. Како веќе работните навики ги стекна и се осамостоја, можам да кажам, значи можеш да ги оставиш нели сами дома нормално, еден саат да излезеш од дома и така, ете како почнав до ден денес активно јас се занимавам со овој спорт. Супер, тоа беше иницијатива на Тоше, он те гураше, ајде почни или тебе ти спонтано ти дојде желба? Женска психологија, да. Не, во ниеден момент, значи не бев никогаш за ништо нели натерана. Да. Едноставно ми беше убаво обкружувањето и сите тие патувања што ги имавме, затоа што кога одиш на такви места, на такви надпревари, гледаш безброј луѓе кои што сите имале иста цел да стапнат на таа бина, сите имале исти припреми, кој повеќе, кој помалку го дал максимумот. Едноставно сакав да пробам, да видам и јас, меѓутоа така години уназад можеби не го искажував сето тоа до еден даден момент кога решив, се искажав, да, почувствував дека сакам да пробам да видам како е, макар и еднаш, и ете се оствари тоа еден друг надпревар во истата таа година. Првиот надпревар го имавме токму во нашиот град во Неготино. Потоа заминавме во Мадрид, Шпанија, и така ми беше едно убаво искуство и ете до ден денес. Колку веќе усвои титули? Знам дека имаше вице шампионска некоја титула сега скоро во Словенија, така беше? Многу титули, први, втори, трети, пети места сум освојувала, меѓутоа најдраго ни е сега пред 2 години кога бевме на Мистер Олимпија во Романија, Букурешт. И таму во многу голема конкуренција, затоа што знаеме која е Мистер Олимпија и од кога се постои. Во голема конкуренција освоив 2 медала, 2 трети места, и сум бескрајно среќна за тој момент, браво, за тие успеси. Браво. Добро, сигурно има заслуга и тренеров тука. Нормално, значи најголема заслуга, да, и сета помош ми и поддршка од него, од семејството. Браво. Ништо без него. Многу е полесно кога го работат двајца. Двајца и заедно, плюс се на дополнувате, сигурно е поедноставно. Едноставно ја споделуваш сета она мака, додека се тие такмичарски, да кажем, и диети, и припреми, и тренези, и сето тоа, едноставно заедно шодиш вежба, заедно се враќаш. Па можеби е многу мачно, но пак ќе кажам, ние уживаме во тоа што е тешкото. И често пати знам да кажам, знам колку е тешко, знам колку ми исцрпува, но едноставно уживаме во сето тоа. Кога имаш одредена цел, кога знаеш дека нешто ќе постигнеш во животот, посебно таа Мистер Олимпија, копнеевме по таа Мистер Олимпија, тоа не беше некој наш замислен врв, да кажам. И кога го остваривме тоа, навистина, тоа е чувство што не може да се замени со ниедно богатство на светот. Тие медали се вградени кај нас во нашата дневна соба и секој ден кога ќе ги поминеме, ги погледнуваме и се гордееме. Значи во животот се може да ти земат, тоа не може да ти го земат. И заедно патуваме, знам додека патуваме, Габриела Солајич да ми дава во уста орис или стек или било што, така да не беше она и да не учествуваш во сето ова, сигурно многу порано би се откажал тој такмичарски бодибилдинг, но заедно уживаме и дај Боже да уживам уште многу долго време. Што многу се надевам. А знаеш колку титули имаш да сега можеш да ги изброиш? Па имам повеќе од 50 надпреварувања сигурно, така да многу имам. Навистина од 97 па еве 2025 веќе дојдовме, така да навистина многу и горд сум на секој. Значи во спортот равенката за успех ти ја имаш. Мислам во твојот спорт. Па можам да кажам и во спортот, а можам да кажам слободно и во животот. Бидејќи исто така како што мислам дека сум успешен во спортот, сето тоа го едноставно го применив и мојот живот. За мене човек е успешен кога оформил семејство, кога е со семејството заедно, кога заедно тоа го прават, кога едноставно ужива во животот. Тоа е некоја равенка за успех. Спортот е дел од тоа, од нашето секојдневие делство, го правиме тоа, но надвор од спортот сигурно ние сме живи луѓе, функционираме како сите други. Треба да имаме бизнис, треба да екзистираме, треба нашите деца да ги школуваме, треба да ги едуцираме, треба на секаков начин да бидеме заедно во сето тоа. Тоа е успех кога ќе воспоставиш некакви темели во животот. А мислам дека тоа е мојот најголем успех, што сме сите заедно во ова, сите сме живи и здрави, тоа е најважно од се, така да мислам дека успехот е навистина може да го помножиме по многу нешто. Браво.
Габи, кажи ми ти кога ги поминуваше оние фази на почетокот, нели кога почнавте да живеете заедно, целата таа исхрана што беше поврзана со неговиот спорт, ти беше ли напорно постојано да готвиш веројатно за тоше посебно, затоа што секој не ви се јаде стек на сите секој ден и билки, јајца и се останато што е соодветно за таа храна. Така се сеќавам, значи чисто пати знаев да кажам како овој човек толку, нели, сака да многу да вежба, постојано си дошол изморен од работа, да преспи еден час, нели, да се видиме и право на тренинг. Меѓутоа, нели, тоа беше дел од неговиот живот. Најмногу, нели, јас кога дојдов бев млада во Скопје и само што бевме земени прва година во брак, мало дете. Моето искуство околу готвењето и не беше така толку, нели, идеално, меѓутоа, значи, со текот на времето, нели, некојаш и нешто ќе фрлиш, некојаш Ги даде полека, ќе се научиш. Меѓутоа, да, најтешко ми беше за оризот, ако спремам, и тоа секојаш знаеше да каже како во касарна, илјадници, војници, нели, оризот е сув и зрната да ги фрлиш се бројат, нашиот не го бива, нели. Да. И еден ден случајно јас на телевизија така си гледам, приготвува храна и гледам како се прави ориз. Дете во подрака до бунјаковец, се што немав си купив цедалка, нели, големо тенџере. Варам, ми успеа оризот, со душа сум го чекала на врата, со оризот, викам, еве, јади се број, фрлеше, сакаш. Која е формулата за да се успеа двојат ориз. зрнцата? Јас со ладна вода го поминувам после Да се варењето. мил со ладна вода, Да. ма 3:1, 2:1, 10, значи Да. не го погодував, Нема, кога едноставно ќе се не. исцеди во цедалката, се Меѓутоа, помине со така, ладна сега вода. сум махер за ориз. Браво. И воопшто, значи да, порано ми представувало проблем, меѓутоа Ке ви се и ми искоса било- очиве више од ориз. Нема, ми било Тинго. мене, например, лесно. Еве сега маш дома, разновидно јадење, ручек, вечера, кај нас се знае, тоа е ориз, јајца. Добро, тоа е Комбир, едноставно, да. едноставно е веќе организмот ни навик на таа храна. Јас, например, некојаш можете плюс нешто да си каснам, меѓутоа тој и да го изеде, другото нешто знае веднаш да каже дека некој тежини осеќа на себе Па, и не веројатно може организмот е да. веќе Тог и така период, навик. да. Навикнат на одредена храна и Не се да прават да за туше воопшто отстапки, амплитуди, празнично, некоја руска салата, кифличка да си изеде. Не, руска салата не јадам, некои други работи, например, фамилиарно еве за бадник, Божич. Некој знаеме да седнеме или кога не спремаме за Некоја надпревар. пита домашна, не знам, нешто Да, така. да, знаеме, но сепак е тоа ретко и едноставно не уживам во тоа, не ми убаво. Например, јас сендвичове од да спомнам седмица или било која сендвичара, немам каснато уште, немам јадено таму. Ниси ни пробал. Не сум ни пробал, не чувствувам ни потреба некаква. Благото ми е некоја слабост, ајде да кажам, кога спремаме за надпревари, знам во 3-4 наутро да станам, да тропам по фриждери, да отворам и па да затварам, да си Не да легнам, јаде. да си легнам пак гладен, но Само да го видиш дека е тука и се во назад. нашата глава. Телото полек се привикнува со тек на годините, така да си го бара тоа што си му го дал. Што се бара на тие надпреварувања, значи кога ќе се појавиш таму, гледам дека сите сте со темен ден. Зошто, например, тоа е битно, подобро се оцртуваат мускулите. Како се, кој вака се за лаик како мене, што не се разбира толку, кој ќе ве видам сите сте, нели, набилдани исти со мускули, како се прави онаа диференција помеѓу вас, разлика дека ти си подобар од оној другиот? Па најпрво има категории, има лесна, полулесна, тешка, полутешка, има повеќе категории. И во секоја категорија, например, од 90 до 100 кг треба да бидеш до таа мускулна маса. И сега ако си 100 кг, може да изгледаш поголем од други, да бидеш поголем. И ако добро си издефиниран повеќе од другите, тогаш сигурно ќе победиш на тоа такмичење, ќе бидеш победник. Играт многу финеси, буквално до се гледа бицепс, трицепс, листови, се што имаш на тебе, се треба да биде симетрично на твоето тело. А боја се мачкаме, бидејќи навистина е јако осветлувањето на тие надпреварувања и на тие бини, каде што сидите треба да бидат буквално и најмала ситница на твоето тело и мора да се намачка со боја за светлото да не го угуши телото, да не се познава ништо. Да не Така се. да тие такмичарски бои се задолжителни, без тие не им дозволува да се излезе. Да, затоа се чудам, викам, естетски ли е ова или не мора, сигурно не е Не, само тоа заради уште естетски, него е ради со години го ни наназад е така да тоа е дел од бодибилдингот. Но вистина е тешко на судиите
И затоа има 12 суди обично, 10-12 суди кај што судат и тешко ме да пресуд. Некош во една категорија во Америка бевме, во мојата категорија беа повеќе од 75 луѓе во една категорија. Да. И излегуваме на бина по 2 до 3 минути. 10 луѓе наеднаш, па нови 10, па нови 10 и од тие сите треба да изберат 15, по 15 10, по 10 5 во финале да влезат, па да одберат победник. И тоа е навистина тежок макотрпен процес. И сега тука гледа нешто веќе физичката спремност, ако сепак многу двоиш од другите. Друг начин е судиите да бидат поблиски до тебе, па да можат да те забележат. Одредени држави нормално имат навистина цели репрезентации кај што одат и имат нивни суди и си помагат едни со други. Многу ме полесно да се протнат во тие 15, па потоа да те буткат да можеш да земиш медал или било што, но сепак треба си навистина спремен да го заслужиш. Тоа ретко случувало незаслужено да земиш или да било што, Значи, така да објективни се. па мора да биде, сепак е тоа нешто што го гледа и цела публика и што после тоа пак може да се види, значи. Така е. Така да, но сепак веројатноста да влезеш од тие 60 во тие 15, ако имаш кој да те препознае, многу полесно и многу подобро, па после да се бориш за тоа. Да. Сепак. Ние секогаш така како помали, ние путешко да дојдеме од израз, ама па наудливи сме, не бива. Па Америка само јас и Габи одиме како репрезентација, например. Да. Другите одат, знаат по 10, 15, 20 такмичари одат, тренери, доктори, све Со со екип. нив, цели екип и ние одиме сами, но пак ќе кажам, ние сме си сложни 20 така да убаво си поминуваме, баш како супер. репрезентација си. Ама убаво би било кога би имале нели сите ние тимови, мислам ние како држава цел таков тим, Нема убаво тоа. за да може да има секаква поддршка во не дај Боже ситуации, нели, ако има Да, и не знам дали има тамо некој дигање тегови. Немаме Нема? тоа само пред да излезеш на бина, но сепак е тоа со некои помали тежини, бидејќи телото е веќе донесено до некоја крајност кај што не Да. смееш ни да го оптеретуваш. За жените Габи, што е критериум? Треба ли да се има, не знам, некакви атрибути да изгледа жената и попривлечно или пак се веројатно се различни стандардите за машкото, Така. женските е Многу надпреварување, да. Многу различни. Така, и кај нас се класифицирани исто по категории килажа. Првата е бикини, она, значи баш бикини форма. Другата е вилнес категорија, кај што се бараат малку поголем задник, поголеми нозе, околу квадрицепсите, нели, рамо исто да имаш. По една боди фитнес категорија, каде што веќе почнува некоја мускулна маса да се гледа повеќе на телото. Па има фигура, исто веќе поекстремно, и има женски бодибилдинг каде што е наекстремно. Да, тоа мене лично не ми е онака Така. баш. Исти ме. Така, Убаво. јас сум, значи моја категорија беше бикини, сега Најубава. бикини, сега Најубавата малку во категорија. велнес, Па да. да, малку поголеми нози кај што е. Тука тие две категории до тие се држам и не одам нагоре затоа што нема потреба. Да, супер и се ја задржуваш женственоста, баш так. кога те видов сега и ти искоментирав дека супер Так. изгледаш и мислам дека тоа е некоја граница која изгледа привлечно и убаво за Така, жена. кога Ова сме друго на малце бина, веќе така, кога сме на бина Поекстремно. имаме посебни движења кај што мора да се работа, значи сите во еден круг кога не издвојуваат и така да имаш странични пози, задни пози, предни пози, кај што судиите го гледаат сето тоа што треба да се да види и се оцени. види и така не оценуваат. Супер. Како се запознаат туше? Пошто и Габи, зборувате нели за тоа дека и од денешна перспектива се сте среќни што да сте во се заедно. Како почна оваа приказна? Случајно, намерно? Како се случуваат вакви успешни приказни ствари? Случајно. Баш случајно. Јас бев војска, редовна војска, значи тоа е негде 96-та година. Шеста, така. 96-та Имаш уште година. редовна војска? Да, 96-та година бев во Скопје Да, тоа е. во Илинден и не пуштија се сеќавам на викенд. Пред војната, таа. Да, 96-та. На викенд Габриела прв пат ја пуштиле да излезе тогаш од дома, да излезе. Беше Нормално. да. И Знаеле нашите- кога те пуштат? Нашите погледи се споја во тие моменти и се осети таа љубов. Се осети тие пеперутки во моето срце едноставно и јас знаев дека тоа е жената на мојот живот. Па надале како, значи, тој така, тој период, да, тој во бела кошела, ја во црвена, за некоја така пришена, знам. И Валентин беше. Валентин беше, да, Ој. прво моје излегување, да, така си се Прв мој викенд. Да, си се запознавме, ама така, нели. Потоа прва година исто така дојде, исто ден излезени,
да ние па повторно се запознаваме Да. преку една моја школска другарка. И така ни текна дека веќе си имаме запознато и така од тогаш од цвета нашата приказна, нашата љубов. Колку нашата треба за да фамилија. се успее вака? Колку години сте веќе во брак? Па, 18? па да, Не, како сум? 23. Маша. Повеќе од 23, 24. Да, да. И во врска Ја пред тоа 3-4. Ја подето, постариот синот е постар, така? 22 години власт. 22, па ја па се 18, па за тоа 18, нешто. 18, Е, па затоа сум ги помешала годиниме, Така, затоа по така. тоа викам тука е негде. Да. Браво. Па знаеш како, не дека било лесно. Ангела нели? приубаво изгледа. Гледам Да. дека баш ја гледам на слики кога ја ставате по социјални мрежи. Се за баш не знам, не сум забележала многу девојчево така некако ми паднало во очи зашто веројатно и вежба. Да, вежба, почна и да работи во теретаната, си држи и персонални. Стварно Веќе браво. излезе на 2 надпреварување, каде што освои 2 први места. Мгм. И желба ми е животно, јас сакав да се пензионирам од такмичарскиот бодибилдинг, Рано но ти. животна желба ми е заедно со Габриел и со Ангел да излезам на такмичење, така да мислам дека ова година ќе се случи тоа. Браво. Се спремаме за Мистер Олимпија во Романија и потоа здравје Боже, ако биде се што треба да одиме за Америка заедно тројцата и да бидеме први некои фамилиарно што излегуваат на такво Да. големо надпреварување. Иначе Добро, а Ангела баш е зашто? многу голем карактер и може да наликува некој нели работи на мене, меѓутоа по карактер е на татко и значи баш Упорна онаа и војнички стрена. режим, да, да. Браво. Така. Морам да ја пофалам. Браво. Блаже е во Многу град. убаво изгледа. Да, Многу убаво, баш е благодариме, сладка. да, да. Блаже А е баш- во град, студира таму, се работи таму, Аха. се снајде таму, го сака град, многу има подобри услови за живење, така да мислам дека таму и ќе остане А тој у да кој живее. смере? Вака со спортов? Па тој со спорт почна да оде сега на джудо и има направен некој план, ако му успе тој план, сака да се спрема за Паралимпијада здравје со тек на годините, ако биде се како што треба. Концентриран е сега на джудото, па ќе видиме сега стек на времето. Најверојатно се пронашол таму во одреден момент, сега го продолжи, тоа е негово, али мислам дека е карактер и тој дека ќе Што продолжи. студира? Тој е на информатика. Супер. Да. Тоа е актуелно кај младива сите, Да, значи да. ово е смер цвета. Информатика. Да, Па браво. тоа е и днината најверојатно, Да. така како што се движи светот денес, така да Меѓутоа Ќе и има тој потреба. тренира фитнес, значи да се кажем, тренира и да, теретана, исто да, наизменично. Добро, да, Меѓутоа, не мора да е толку, само да, професионално, така ама сепак професионално, чисто ради, Да. да. ради линија, ради Така, изглед и сето да, тоа, здравје. супер, браво. Формулата за успешен брак, Габи. Равенкава, дај кажа. Па, да, спомнав предходно поготово малку, во не дека последно нели време. секогаш било идеално, ете како млади, помлади, значи имало и доста недоразбирања и ете на некој начин идело и до кавги, меѓутоа значи сето тоа секогаш треба едниот нели нормално да малку попушти. Кој попушта во вашиот случај? Јас се бранев со молчење. Така, Мудро, и мудро. двајцата, да. И нели секогаш нема идеално, нема лесно. Нормално. И дома кај мама и кај тато не е никогаш погодено. Ма сам со себе ќе се скараш Точно, никогаш, а не точно. па Така со да некој никогаш избреси до 3. Сум знаела многу пати за време на кавга, нели некогаш нешто да си кажеме, знае колку пати да каже, ајде, кажи нешто сега да имак да во Сакам мој се одбор. кара. А јас си чутам и си велам, нели, ќе му помине Да. за минута, две, нема потреба до голема да доаѓа така да нели сите сме од крв и од месо, не треба значи да допуштаме до големо, затоа што еден е животот, не треба во кавги да ни поминува, така да бидеме вечно во љубов и во слога, ама колку за што тоа може треба повеќе. компромис. Па често пати кажувам, бракот треба компромис. Бракот не е ринг кај што треба двајца да станеме да се кажуваме И кој е ривалство, маж, да. кој е жена, кој е појак, кој е помоćен, кој е попросперитетен, доминантен, кој да. повеќе носи, туку бракот едноставно треба да биде едно место кое што секој ќе се го најде своето место. Мажот да биде маж и да биде алфа маж во куќата, да знае да си го заштити своето семејство, да го обезбеди, да осети сигурност. И жената, се знае тие женски работи, сега нормално жените не е се како порно што биле нормално работа, функционираат Габриела ви вежба, такмичење, оде државна работа, работи се што Дека би треба. ти прва смена си на работа, па после тоа. Дено да, во 6 часот наутро ме почнала, 7 вече. Извинете, и пол сум прекинав. на работа до 15:30, 18:30 повторно сме во теретана заедно. Убаво ми е тоа.
што го работам делот Браво. секој ден, вие тоа така да веќе сум навикната и Тоа е темпо. А Туша? Сега не работи веќе, веројатно, или работиш? Работи. како работам. Мислам, вака државна работа не работиш. Не, државна работа не работам. Не. Прво работеше, нели, обезбедување, работеше. Последно што работев во Министерство за внатрешни работи 2010 година напуштив од таму и мислам дека тогаш го живеам мојот втор живот, бидејќи нема ништо подрагоцено од времето. Сега имам време и навистина можам да се посветам повеќе како лично на себе, на моја едукација и да се надградувам само и од себе, така и моите бизниси да бидат поуспешни, бидејќи имам време да се посветам и на тоа. Имам онлайн платформа кај што Видов на платформата баш ја кај што погледнав. работиме доста исто планови за искрена, планови за тренинг и што навистина таму успешно функционираме. Во Австрија отворивме дучен заедно со нашите партнери Крсти и Ирена, кај што сме генерални застапници на Мистер Олимпија, целиот нивен бренд. Сега земавме уште еден бренд Небија, одиме на сите големи емпици надпреварувања, така да теретаната си функционира безпрекорно веќе 17 години. Така да некако систематски ни се направени работите да имам слободно време, а да работиме и да функционираме. Браво. Така да и нема... бизнес, и теретана, да, и се. Сепа јас станувам многу рано исто, во 6:15 сум станат, го правам моето прво кардио, си имам утрински рутини кои што ги работам, така да уживам и гледам да ми биде колку што поголем денот. Не сакам да им поминам во спиење или џеболебо јадење дома, така да гледам да го искористам максимално колку што може повеќе и попродуктивно и поубаво. Така да За журка имате време некојаш? Имаме за се. Да? Да. Супер. Нормално знаеме и ние да излеземе. Да, мислам на оваа дисциплина вака која гледам Да излеземе да се напиеме и И се. да се во граници на нормално. Во живот треба да биде некој баланс, сепак колку и ние не сме роботи, не сме робови на тоа Така што е. го правиме. Знаеме и да излеземе се напиеме, нели, од понеделник до петок да видиме еве Новак Џоковиќ, сабота, петок и сабота Тома Здравковиќ, така да може и Да, тој шо? баланс, и тој баланс да го направиме. Да. На патувањата кога идете во Америка, гледам споделувате интересни доживувања, случувања. Што се случува таму? Што има така? Како функционираат вашите колеги од таму? Како Друга е се планета. дружињата? Друга планета, да. Да, навистина прекрасно и Мистер Олимпија е како надпреварување многу големо надпреварување, тоа од 1960 година постои како надпреварување. Господинот Арнолд Шварценегер бил таму повеќекратен победник 62, 3, 4, 5 година и веќе се знае за какво надпреварување станува збор. И сите оние звезди од фитнес звезди, да кажам, од целиот свет, па и глумци, сите познати се на Мистер Олимпија. И таму можеш буквално да ги сретнеш сите. Последните години кога бевме во Лас Вегас, во Dragon Gym, позната теретана, еден познат бодибилдер од светски размери, сите од Мистер Олимпија вежбаат таму. И сега јас и Габриела бевме таму околу 15 дена претходно и се спремавме во таа теретана заедно со сите оно останати што ги гледавме на YouTube, по списанија, по вестници. Сега секојдневно бевме со тие таму. Јас имав тренер од Италија, Мауро Саси, кој што работев цела година. Тој е тренер на многу познати во Америка и заедно вежбавме сите и навистина тоа е прекрасно и чувство и доживување и сето тоа што го поминавме таму, бидејќи до вчера се и гледал на YouTube или на било што, а сега си таму заедно со нив, тие се најнормални, понормално функционираат од овде ненормалните, така да е убаво чувството си таму и Америка како Америка е друга димензија од држава. И кога слетавме во Лас Вегас како да си на друга планета некоја, така луѓето опуштени, насмеани, гледаш стари бабе по 80 години, дедо и баба фатени за рака, влегуваат во казино, се коцкат, излегуваат насмеани, некој сосема друга димензија на живот. И има многу што да се види. Ние прошетавме поголем дел од Америка и нависти и Порто Рико, и Хаваи, и Лас Вегас, и Флорида, и на многу места бевме. Навистина е преубаво и секој кој што може барем еднаш некој отиде да го доживее тоа таму. Навистина вреди да се види. Дали во бодибилдингот репер е Арнолд Шварценегер, пошто веќе го спомнавме, и си имал ли како млад некој идол кој ти бил за постигнување на успех? Па мене како млад идол ми беше Кевин Леврон, тој е еден од 5 најуспешни билдери во светот и таа космичка енергија направи токму Кевин Леврон да сум негов бренд амбасадор овде во Македонија. Кевин Леврон да е еден од моите најдобри пријатели. Секогаш кога одам во Америка, кога ќе виде дека сме таму, обавезно ќе ни се јаве да бидеме негови гости. Тој пред 2 години беше кај нас дома
Исто така со Блаже свиреа гитара, пеа, заедно спремавме јадење, заедно готевме. Идолот што им бил пред 26-7 години, 30 години, во Неготино се уште стои негова слика залепена кај што сум спијал јас. После толку години тој ми е најдобар пријател. Навистина тоа е гордост. Арнолд Шварценегер навистина е репер, не само поради тоа што е толку успешен како билдер, туку повеќе што е успешен како човек. Тој јас и неговата книга и Netflix сите серии претходно ја многу читано. Тој карактер што го стекнал уште како мал, кога почнал да се надпреварува, го применува во се во животот. Глумец, најдобар глумец. Гувернер, најдобар гувернер да биде и да успее да биде гувернер. Така да се што фатил, се успеал, но навистина бил упорен и никогаш не се откажал од своите цели. И затоа е репер на многу луѓе Арнолд Шварценегер. Тој е од град кај што Блаже живее моментално и секогаш кога одиме во град, тој е неговата куќа кај што е роден, направена е музеј и одам скоро секогаш ја посетувам, уживам кога ќе влезам натре, каде што спеел тој на истиот кревет, на тоа место каде што јадел, каде што трчал надвор, езерцето каде што ја побарал Марија Шрифер за негова жена. И тоа е навистина уживање таму и децата често пати знаат да ме зафркават, пак ли одиш кај Арнолд? Да. Нели ти досади? Да, сведно исто да. Ама тоа е тоа, кога си поготово од дете некои работи кога ти се така ги идеализираш и ги гледаш визуализираш некои работи, да. Тој кажува, тој уште на 16-17 години визуализира како е на Мистер Универзум и како победува на Мистер Универзум, како сите неговото име го извикуваат. И истото тоа што го визуализираше, му се оствари тоа. Победи на Мистер Универзум и сите го викаа неговото име, точно тоа што го кажуваше на 16 години, на 19 му се оствари. Има ли вистина од тоа дека нешто кога ќе визуализираш ти се реализира? Ти се случува ли тебе тоа? Да, ја и често го правам тоа и треба секој да го практикува тоа, секој да го прави тоа, ако сака да успее во нешто, треба да го замислува тоа, да му даде сигнали на мозокот дека нешто треба да се случи. Ако не визуализираш нешто, па и во спортот, ние одиме ги визуализираме надпреварувањето, како ќе излезам на бина, како ќе позирам, како ќе изгледам, како судиите ме гледат, дали ме гледат, дали не ме гледат. Сето тоа го визуализираш и фудбалерите го прават тоа, и бизнисмените успешни гледат проекти унапред што ќе биде, како ќе биде. Така да секој човек треба да има некоја визуализација, да, за да може да успее во животот. Инаку без визуализација и без навистина некој план во животот не можеш да успееш. Така да треба секој да има и треба да има соништа, да има големи соништа и да работи на тие соништа да може да ги оствари. Треба да има цели секојаш, да знаеш што сакаш во животот. Да знаеш кон што се стремиш. Така животот ќе има некаква цел. Ти ако се станеш наутро, а не знаеш што сакаш од денот да направиш, во текот на денот, а не збориме за 3 месеци, за 5 години, за 10 години, кога не знаеш кај треба да бидеш за 15-20 години, животот ќе ти одмине така. Нема да знаеш каде, ќе бидеш како авион без пилот, само ќе врте без врска. И кој знае кај може да слета негде. Така да сите треба да имаме цели, па макар да бидат тие големи цели, да изгледат неостварливи. Нема нешто што не е остварливо, се е остварливо, се е во нашиот мозок. Па сега читав една книга Монахот кој што се откажа од своите милиони и на крајот ми остави посебен впечаток една реченица каде што пишуваше: телото го навикнуваме ние што сака, а не тоа. Тоа што ќе му дадеме телото, тоа ќе се навикне, тоа ќе го работи. И тоа е навистина така, кога ќе размислиш, ако телото ти баре хамбургер да јаде, а ти ако не му дадеш ден, 2, 3, 5 месец, ќе се откаже. Да, јас тоа сум го почувствувала со благото. Јас сум мислела дека од дете многу сакам благо и дека нема шанси да се одрекнам од благо, а кога извесен период ќе го изолирам, нема да јадам, веќе како и да немам потреба. Тоа е само еден пример. Навика, се е исто. да. Се е исто. И туширање со ладна вода, ако ти е ладно, телото ствара отпор, неугодност. Тоа уште не може да се навикне. Ама ако го правиш тоа ден, 2, 3, 5 месец, година, 2, ќе се навикне телото и на тоа. А поздраво е така? Па многу е поздраво. Допаминот се крива, метаболизмот забрзува, имунитетот зајакнува. Многу си посреќен веднаш после тоа. Да? Па еве замисли кога ќе влезеш во море и кога ќе те прсне некој со ладна вода, што правиш? Ме нервира. Се смееш, еве сега се смееш, така? Те тера да се смееш. Ако те нервира, те тера да смееш. Допаминот се крива, тоа е тоа. Гави, ти имаш ли некој репер кој ти е за сега вака додека вежбаш, некој пример кој ти е од жените кои се бават со тоа? Па да, оние што ги следам, значи ги гледам, меѓутоа
Да, колку и да посакуваш, нели, нешто единствено, телото, нели, е такво какво што ти е сега. Ти колку ќе се вложиш во него за на некој начин да изгледа, нели, малку подруго и го правиш тоа. Имам доста што вака се огледувам, нели, на нив, меѓутоа гледам самата да си се вложам јас колку можам, затоа што сепак некои работи, нели, колку и да сакаме, се такви какви што се. Да. И се обидувам да бидам, нели, своја, на свој начин, да самата, нели, изгледам онака како што е. Може ли да се направи, да се промени нешто во фигурата со вежбање константно? Да, нормално. Колку може да се ремоделира телото, например? 101%. 101%, затоа што Да? константното вежбање, нели, правење кардио, тука игра улога исто и килажата, што, нели, И како ќе се распореди, да, веројатно. правилниот начин на движење, на стоење, и сито тоа игра улога во начинот на исхрана. Чи исто така многу. Конструкцијата, нели, пак секој има некоја конструкција, некој има пошироки рамења, некој нема. Значи, таа складност, како може да се доведе до таа складност, например, кај луѓе што се баш непропорционални, да кажеме, во фигурата. Не мора сите да бидеме спремни за такмичење, за надпреварување, но сепак да изгледаме, ајде да кажеме, еве за на плажа, можеме да изгледаме сите, доколку сакаме. Мојот тренинг партнер, да го земам сега, што е Зоран Милошевски, тој е адвокат и вежба, дојде кај мене во теретана да вежба со некои 125-130 килограми. Имаше немил настан и сакаше нешто во име на брат му да направи, и му беше целата првично да ослабне. А јас, знаејќи каков карактер е тој, знаејќи што се може да направи, погледнав на календарот, видов дека имаме 8 месеци до следното надпреварување. И седиме вака двајцата и ја му викам: Зоки, слушаме све што ќе ти кажам, за 8 месеци ќе отидеме на надпревар. Сега не знам таму што ќе освоиш, како ќе освоиш, али знам дека максимумот од тебе дека ќе го извадиме. Тој ме погледна, дори со очите му се насолза, не му се веруваше во тоа. Се спремавме заедно, отидовме, мислам дека освои трето или четврто место на тоа надпреварување и навистина направи преголема трансформација, преголема. И еве помина од тогаш на 3-4 години, секој ден сме заедно, секој ден одиме на водно, одиме заедно на такмичење на Олимпија аматор, исто освои медали и навистина сум горд на него и тој докажа дека е репер, дека нема нешто што не може да се направи. Само човек треба да сака и потоа да биде константен. Сега има различни типови на луѓе, широки раменици, тесни раменици, широки колкови, тесни колкови, но ние не може да бидеме никој идеални, но да бидеме идеалната верзија за себе. Тоа што сме го замислиле за себе, да бидеме најдобра верзија. Ние не живееме за никој друг во суштина, живееме за самите себе. И ние треба да се чувствуваме убаво ние во нашата кожа, а не некој друг да не фали, да не покажува дека е убаво или не е убаво. Баш ми е гали што кажал некој. Мене, ја лично да сум задоволен од тоа, да бидам функционален, да бидам стабилен, да бидам функционален едноставно. Тоа е пред се најбитно од се. А нормално сите копнееме пак, еве да кажем, по тој некој физички изглед и тоа е нешто пресудно, прво што не привлекува ки секој еден, но сепак не е тоа нешто главниот мотив или нешто што не воде понатаму на животот. Има многу други работи што се подлабоко во нас, што се многу побитни од физичкиот изглед. Но физичкиот изглед е поврзан со нашето здравје. Тоа е многу битно. Тоа треба луѓето да го сватат. Дека не се работи само за тоа физички како изгледаме, туку и ментално и психички. Ние ако се навикнеме наутро да станеме и прво нешто што ќе направиме да запалиме цигара и да се напиеме кафе, ние едноставно ден по ден си го уништуваме и си го убиваме нашето тело. Ние кога спиеме навечер, метаболизмот е најбавен. И ние кога крвта најбавно се движи на нашето тело, додаваме кофеин во телото, што е тоа индиректна смрт за нашето тело. И затоа најмногу срцеви и мозочни удари се случуваат од 4 до 10 наутро, 8, 9, 10 наутро. Веќе тогаш крвта е најгуста, од тогаш стануваме од сон. А ние го правиме токму тоа. Што не кошта да станеме, да се напиеме чаша вода со лимон или чаша сода бикарбона, едноставно да направиме една дезинфекција на нашето тело. Да направиме 5, 6, 7 илјади чекори, да пропешачиме, да се вратиме туширање. Не мора кочал ладна вода, но нека биде малку неугодно за нашето тело. Да прочитаме 10-20 страници и да тргнеме да отидеме на работа. Веќе сме направиле 2, 3, 4 работи добри за нас. Браво. Што се да, добри. Така Ништо не кошта да станеме саат 2 порано. Не може да спиеме до 8 до 9, може да станеме во 7.
Само тоа е Како да ги смени човек тие лоши навики? Па еве тоа што зборевме, ние го контролираме тоа. Ако сакаме ние да направиме промена, ќе направиме. Ако не сакаме, можеме да најдеме 1000 изговор дека не може да станеме, не може да направиме, не може да пијам, сакам кафе да пијам, не ми убаво лимон да пијам, се може да најдеш изговор, но тоа трае се до одреден момент кога ќе најдат првите проблеми. Кога ќе најдат првите проблеми, дали триглицериди, дали масти, дали било какви, тогаш човек бара различни начини да може да го поправи. И тогаш се навикнува на се. Да. Ако отидеш на доктор, ако имаш некаква болест, ако ти каже докторот дека ако продолжиш со цигари, дека ќе умреш, веднаш ќе ги откажеш. Веднаш. А зошто треба да ти го каже некој тоа? Зошто да работиш нешто кога знаеш дека си штетиш на себе? Да, против себе. Да, што одиш против себе? Животот е многу краток, брзо одминува, животот е еден, а ние не може да го сватиме тоа. Не знаеме да уживаме во мали нешто. Еве сега со тебе седиме, Габи е тука. Што има поголемо богатство од тоа? Што има поубаво од тоа? Секој момент има своја драж. А има луѓе во истиот момент сега кои што немат кров на главата. Кои што се водат војни, кои што нема кај да живеат, изгубиле живот или што уште не. А ние не го цениме убаво да што го имаме. Така да треба да сме многу благодарни за се што имаме. Ја затоа секогаш кога ќе легнам навечер да благодарувам што им поминал уште еден ден, што моите се покрај мене, што живеам едноставно. Кога ќе станам се вајле пас за благодарам Бога што сум станат жив, здрав што сум. Така да треба да бидеме благодарни и да се радуваме на мали нешто. Тоа ќе ни биде животот многу поубав. Ако копнееме, ако имаме цели, ако живееме за нешто, но сепак треба да уживаме во тие најмали нешто. Треба да си го цениме тоа што го имаме дома, тоа што го имаме околу нас. Ние сите ја колниме, државата не чине, ова не чине, тоа не чине. Што не чине? Живееме во златна држава, мирна држава, поубава од сме поминале по цел свет, скоро сме отишли. Прошетале. Македонија е прекрасна земја. Луѓето се најпрекрасни овде што може. Тоа што шуво човек да те слуша. Ме расположи. Па така и ние сме стварно топли како народ. народ. Стварно како ќе размислам. Народ, убав народ, гостопримлив народ. Секој со секој разговара. Ти одиш во други држави, не те приметува дека постоиш. Управо си, стварно се лади како луѓето лежат на улица, не го погледнува никој. Леже на улица, може да е мртов, никој не се посегнува да види што му е на тој човек. Кај нас не е тоа. Кај нас сепак уште ги има тие, ајде да кажам, семени традиции што сме ги имали, уште тоа го имаме некој домашно воспитување, уште знаеме да почитуваме роднини, пријатели, браќа, сестри, тоа го имаме, тоа е во нашиот ген. Македонија, Србија, овие земји што сме тука. Тоа горе го нема нигде. И ние тоа не знаеме да го цениме. Не знаеме да цениме дека се собираме за Божик заедно, сите фамилиарно, за Бадник се собираме заедно, празници, свадби, роден денови, се собираме заедно, фамилиарно се дружиме, пријатели, другари. Сега бев на свадба скоро време, другари што ми беа од детство, после 35-40 години пак сме заедно. Има ли од тоа поголемо богатство? Поубаво од тоа уживање што со дете си бил, знам, по стапалките на ногата одеа по снего да ме најдат и другарите кај сум отиде. Уш на 3-4 годинки. И сега по 100 години пак сме заедно. И не го цениме тоа. Едноставно не знаеме да бичи копнеем по нешто што не знаеме што е. Да. Гледаме премногу Инстаграм, гледаме премногу Фејсбук, гледаме премногу телевизија и мислиме дека се тоа што ни се прикажува е така. Не е ништо така. Не е ништо така. Тоа се е лажно, се е фейк, тоа се е за пари, само направено за повеќе лајкови, повеќе интерес. Не е ништо што треба. Ова е тука реалното. Ова што сме сега во моментот, тоа е реалност. Другото се е измислено. Немам што да додадам. Немам што да додадам. Благородно вниманието. Убаво да се слушне. Весели ќе се излеземе од овде. Па стварно како ни е прекрасен животот. И така. Да си го викнеш него вака да си подиш. Ама знаеш што, ама и сериозно, ова што го кажа е многу едноставно и вистински, ама сите ние перцепцијата ни после ова што го кажа и сега дома како да најдеш начин за да се скараш за нешто. Не можеш. Нема помини зами речи си те сакам, ајде бакни си се и така дено да ти поминува поубаво. Воопшто нема потреба да. Бракот кога спомнуваме, па бракот е тоа во суштина. Зошто кај нас трае? Ја не треба да чекам да е на Габриела роден или 8 март да испратам цвеќе во водовод или да си дојде да пречекам, да бакнам, да гушнам, да ја кажам дека те сакам. Не ми треба тоа. Ја знам дека тоа е убаво, она се чувства убаво кога ќе го слушне. Исто како нема нешто ми убаво. Вака раскажуваме го почесто, нека научи некој нешто. Па така, ја колку често пати ќе испратам поклон по такси, една замена голема мечка поголема од мене испратив и среќна е, солзи и течат и ми пишува порака, убаво е на душта. Кој нема убаво да осети внимание, на пример. А зошто да не го правиме тоа?
Најголемиот посвети моментот е внимание? дека се враќаме од работа, едва чекам, вака ме чека да си легнеме, си се фаќаме за рака и така си се спиваме. Значи Браво. тој еден час додека пред да одиме во теретана, убаво е чувството, значи Сигурно. ете кој не го практикува тоа, нека проба да види. Ама колко треба е. да работиш на бракот, треба стварно да се грижи за бракот. Не може ти како маж да одиш запуштен цел, не избањат, не избричен, не среден, да легнеш покрај жена ти и да ти биде убаво. Нема ти биде убаво. Треба секогаш да внимаваш и како маж и на твојата хигиена, жената да внимава, да видиш што на неа не и чине кај тебе, да можеш тоа да го промениш. Ама за тоа треба малку и да се едуцираш, треба малку и да прочиташ, треба да изгледаш некој подкаст, треба да изгледаш некоја едуктивна емисија. Например, ја не сум знаел дека WC шојата толку им смета на жените ако е кренат или спуштена. Но кога ќе прочиташ во некоја книга, ќе ти влезе тоа во главата Да. и тие некои работи си ги тргнеш. Че гледаш да и биде на неа поубаво, да не се нервира за некои банални работи. Значи, постојано Тие може работиш некои на такви себе. ситници, па да, сакам да работам и читам и се едуцирам и читам и женска психологија. Сакам да се огледувам на жените што им смета, што сакат, што не сакат и мислам дека е битно и треба да го прават тоа мажите. Не ми дават Исто други и такви жените, книги да. обратно за Да. за машкиот пол. Ти се, дали се спремаш ти, дали ти ги правиш габи сите овие работи во врска со Тоша? Дали ти работиш на тоа? Па работам на тоа, еве значи во главном еве седа кај него од страна на облека секојаш, значи дури може моје да не е толку средено и испеглано наместено, неговото секојаш. Гледам секојаш да има храна, да е средено дома, значи да мојот однос кон него да е нели Топол. така и да сум љубезна спрема него. Пак ќе кажам, значи, иако нели нема идеалност, меѓутоа еве години уназад се трудам, значи стварно да ни е некој знае Ангела, пошто сме сами дома тројцата. Па вие некој знаете само за глупости, нели, да си Да. преречете нешто. Дај Боже да ти кажам, гледај учи, дај Боже да и тебе кавгата во иднина, нели, Да. кога ти бивал на дом, да ти е секој за глупости, да не е за големи работи, така да се трудам, често знае да каже, еве оваа книга можеш да прочиташ, така да, ете, некои други навики јас да ги стекнам и се трудам да ни е поубаво, затоа што и треба да ни биде животот не еден, Да. не знаеме што не чека Ама утре. ние мажите сме едноставни многу во суштина. Само прво нешто што сакаме од нашиот партнер е внимание. Се додека мажот чувствува внимание од сопруга, партнерка, девојка, без разлика што и да е, тој ќе пружи љубов. Ако во одреден момент Мислиш чувствува дека дека е секој маж е запосаден, благодарен на вниманието? па тоа се осеќа. Тоа ако ти пружат внимание, треба и ти да пружиш одредена љубов на Тоа твој е, начин. значи треба и да возвратиш, не баш Ако не секој се дека... возвратен, па не може, тогаш нема да функционира ништо. Да. Не може се еден да пружи, а другиот да ствара отпор кон тоа. Тоа е обострано. Така да, зошто викам, да си дојдеш од теретана, да ти изготве жената една најобична протеинска палачинка, па ќе бидеш благодарен на тоа. Затоа викам, тоа внимание е многу мало, но многу значи кај мајшите, а жените го запоставуваат тоа внимание кај мајшите, бидејќи се борат за многу подруги цели денес, во денешно време и затоа браковите, еве, како што гледаме, се потешко и потешко обстојуваат. Да, тешко. Бидејќи едноставно не се борат за тие бракови. При најмала кавга или било што, веднаш едниот попушта си оди, веднаш се откажува, нема борба за љубовта. А љубовта е таква, сега не може секој што биде совршена. Доаѓа моменти кога што едноставно се скараш, се приречеш, не одговара нешто било што, но ако има искрен однос помеѓу двајцата, ако искрена љубов има еден со друг, тоа се надминува многу лесно. И секојаш треба да се разговара, без разлика што и да се случи, за да се надмине било што треба да се разговара. Ако се крие под тепих ден, два, три, тоа ќе пукне на ден и сето ќе отиде у неповрат. Така да комплицирана работа, не дека не е, бидејќи денес овие социјални мрежи дозволија да лајкуваш на кој сакаш, да те пишува кој сакаш и да имаш контакт со кој сакаш. Порно тоа не било толку достапно, но денес е многу достапно и ако И да малку одолееш на сите и предизвици малку и да внимание бидеш ако не ти посвете партнерот, може да се најде некој друг од другата страна што ќе го посвети тоа виртуелно внимание, така да ќе се изгуби се тука. Затоа треба двајца да си работат, да се сака, да се почитуваат, да работат на себе. Добро утро, злато, како си, што си, порака да прате, да се осети и сакано и да се осети и другата страна сакано. Така ќе функционира. Нас првата денот ни започнува така со порака. Добро утро, злато, како си.
И по текот на денот очекувам најмалку 10 порака да ми испрате. Знам дека мисле на мене, знам дека јас сум тој што сум со нејзи и таа знае дека е во моите мисли, дека е со мене. И кога ќе си дојде од работа е среќна и задоволна, ќе се гушнем, ќе се бакнеме и заедно ќе бидеме еден сад да одморим, по заедно во теретана и сето тоа. Знаеш што е габе проблемот, што сте на вашата ќерка сте направиле еден висок критериум, сте им наметнале некој висок критериум за брачни односи и за партнерски односи. И сега она треба да пара партнер кој ќе даде вакво внимание Чисто, и грижа. Да, и чисто во канцеларија, например, пред да излезем, мислам, се морам да го кажам, значи, да, ќе се бакнеме и знае она да влезе, леле, па овие, па, значи, двајцата што сте, нели, ама тоа едноставно, нели, те прави среќен и мислам дека така поубав ќе биде и тренингот и сакам слободно да кажам дека од кога почнав јас да се занимавам, мислам дека вежбањето не спои и не сврза уште повеќе. Уште повеќе и затоа ова цврста љубов можем да кажам дека и почитувањето еден спрема друг ни се поцврсти од кога и да било. Види се, и ви се и погледите исти во исти смер, Да, веќе знаете да. што значи дисциплината во вежбање, исхраната ви е веќе нели укомпонирана, Так. сето тоа си има, си прави. Многу би било поразлично кога Габи не би интересирало тоа, сака да јаде нешто сосема друго, кога би функционирала на друг начин. Па да, јас не знам Па нема да ако биде не- ни бракот и Точно, смислно. да. Ако не би Сигурно одела, нема треба да да биде. гледам вајда некои турски серии дома, не знам што Да. да правам или не знам. Сега јас Не. да земам да читам, да работам на себе, а таа контра сето тоа да биде. Да, нема да биде нормално тоа. дека се ствара некои конфликти, така да Или, нема да има или таа да, химија да помеѓу нас. вежбала јас, например, да не сум вежбала, еве сега, и да, не знам, да некако подруго изгледам, не знам ни како би обстоиле. Сигурно, Да, сигурно би ми спречили јадење и сигурно. сите тие работи, не знам. Не сакам да гледам другата Да, не, страна. таа страна не. Добро, Дори нема опуштање. Така. Вака ова Добро што темпо си е вака, супер. Да, супер. И А, нека сега продолжи има така. многу нови тренери, нели персонални тренинзи. На интернет постојано дори не знаеш кого да одбереш, начин на исхрана, нутриционисти. Какво е вашето гледање на тоа? Еве, кога ги гледате сите нови луѓе, нови тренери, нови експерти. Тоа е нормално во денешно време, веќе социјалните мрежи го дозволија. Тоа секој да биде тренер, секој да биде експерт на свој начин и секој да продаде нешто. Сега колку му е подобар маркетингот, иако тој можеби не знае ништо, но ако знае добро да го изрекламира тоа, знае да продаде нешто. Ние не можеме да се бориме и не ни треба да се бориме против тоа. Самите оние кои што конзумират без разлика дали е план за исхрана, план за тренинг, било што, треба да проверат од кој купуват. Например, ако куце на Google за Фиров Тоше, ќе му излезе 300 податоци кој е за Фиров Тоше. Да. Од кога занимава со бодибилдинг, со фитнес, колку години, што се има направено и све од живот, и тој веќе знае со кој си има работа. Сега некој ако нема ништо постигнато за себе во тој свет, еве да кажеме на фитнесот, што очекуваш од него да направи за тебе. Така да треба да се луѓето внимателни, бидејќи пак ќе кажам, се работи со жива материја, со живи луѓе, кај што знае да се уништи и здравје. Ја многу случаеви сум сретнал до сега, кај што ми се обратиле на мене, кај што имале диети, кои што биле неподносливи, едноставно, кај што си го имат нарушено своето здравје. Така да, навистина Македонија има добри тренери со кои што може да се работи и може да одберат навистина добри тренери, само треба да се информират малку со кои работат и како работат. Многу едноставно, денеска све не е достапно на интернет и да не залетуваме по било кој. Сепак се работи, не се работи за пари дали ќе купиш или колку ќе купиш, се работи за здравјето, бидејќи може да се наруши сопственото здравје. Тоа е најбитно од се. Така да нека бидат само малку внимателни, а не може ништо да се спречи од тоа. Тоа е тренд и само може да расте се повеќе и повеќе. Повежбал 3-4 месеци, тој е веќе тренер и нормално е тоа што и едноставно ја не се ни замарам со такви работи, бидејќи ние гледаме како тим, јас имам цел тим што работи позади мене да биде многу поквалитетни од сите други. Така да имаме повеќе од 100 програми ние на нашата онлайн платформа, кај што луѓето можат буквално да се одберат се и тоа цени од 600 денари до 999 денари. Што има на платформата, ме интересира? Па имаме повеќе од 50 различни програми за исхрана, вклучувајќи според секоја крвна група, и тоа направено професионално. Значи, кога ќе кажам професионално, тврдам дека на Балканот подобри дизајни, попрофесионално изработено нема. Според твојата крвна група имаме детално направено да правен едукација што смееш, делумно што смееш, што воопшто не смееш да јадеш. За секој
производ да си прочиташ. Потоа имаме направено план, така да едукација потполна само според крвна група. Имаме за проблем што имат со тироидна жлезда исто така. Имаме инсулински диети, имаме диети за од 14 до 18 години деца. Имаме детокс диета која што е повеќе од 5000 програми продадени се скоро. Имаме детокс 2, имаме навистина многу, имаме планови за задник, планови за нозе, планови за почетници, планови за напредни вежбачи. Има се да најди, тоа зборам по најниски цени што може да се најдат, а тврдам одговорно дека се најквалитетни направени и најстручно. Тоа е сето она што го сум го работел овие 30 години е вточено таму, во тие планови. Сето она што сум работел со најдобрите тренери во светот е во тие планови направено. Така да лично може да имаме Вибер група исто така, кај сите меѓусебно си даваме поддршка, така навистина платформа која што секој ден расте се повеќе и повеќе. И ми е мило што луѓето ја препознаваат и за било каква програма да им требе, знаат да се обратат. И во секојдневна комуникација сме со било кој, одговараме на сите, цел тим си стои во позадини, така да супериорно работи. Супер. А тоа што ти во едно од твоите интервјуа велиш дека многу ја сакаш Македонија и дека се што работиш и правиш за успесите да ги донесеш во Македонија и да ја представиш Македонија и дека на сите твои можности и прилики да отидеш од тука ти сепак одлучуваш да живееш овде. Па како што прегаска спомнав, Македонија е прекрасно место за живење. Навистина ние сме прекрасен народ. Прекрасно подневје овде. Имаме се овде. И навистина е жално да не го искористиме максимално тоа што го имаме овде. Ја на секој надпреварување кај што одиме, гордо го веам македонското знаме. Јас сум горд на тоа знаме. Јас секогаш излегувам кога можев, кога дозволувале надпреварувањето со македонска песна, почесто и со песни од покојниот Тоше Проески. Сакам да ја слушна таа македонска култура секаде во светот. Сакам да го видам тоа знаме секаде во светот. Сакам да видам дека постоиме и ние како држава, како нација. И јас толку можам на свој начин преку спортот да допринесам за оваа држава да биде попозната, подобар пример, да биде видена, слушната. Секој треба на свој начин да допринесеме за нашата држава. И така ќе бидеме поуспешни и како држава и како нација и со подруги очи ќе не гледат од целиот свет. Ние овде не сме одговорни како луѓе. Еве се случи немил настан со девојчето што погина. Не внимаваме овде на буквално на ништо, дозволуваме овде да изиграваме сите шерифи кога ќе или јас сум дел од тој. Сите сме исти. Сите сме со мобилни во кола, не се врзуваме никој на нула. Треба да има драконски казни. Во град 2023 година има 0 жртви од сообраќајки. Во Македонија 2023 година има 360 жртви. Која е таа бројка? Во кај живееме ние? Што живееме? Ние сите треба си ја сакаме, но да работиме за оваа држава, да бидеме одговорни спрема оваа држава. Кога така сите би размислувале, навистина Македонија би било многу по-пристојно и поубаво место за живење. Што е Словенија повеќе од нас? Да се радуваме одиме работиме во Словенија за 1000 евра таму. Што е Словенија повеќе од нас? Но таму кога ќе отидеме неизврзани ние и позади се тие изврзани. Жолто ако трепне застануваме на 50 метра пред семафор, а овде не почитуваме ништо. Пешачки застануваме сите. Ние бевме на пребарување, цел автобус носев 50 такмичари. Сите што јадевме, гледам во раци си ги држат оние што јаделе, кој што јадел, бара контењери или корпа да ги фрле. А овде фрлат кај ќе стигне, преку прозор фрла се. Значи тоа е тоа. Системот ни го налага тоа, мора малку сами да се свестиме, да бидеме подобри како луѓе овде, да покажем повеќе емпатија спрема сите, макар и спрема најблискиот комши во најблискиот супермаркет. Кога ќе излеземе да му се насмееме, да му кажеме добар ден, како си, што си, да покажеме на позитивна култура, позитивна енергија. И да внимаваме сите да бидеме поодговорни во општество, ќе ни биде многу поубаво место за живење. И се надевам дека за 5, 10, 15 години ќе се промени тоа и навистина Македонија ќе биде едно прекрасно место за живење. Бидејќи го заслужуваме ние тоа. Реално имаме потенцијал. Убава држава, сончева. Све имаме. Све што ни треба имаме. Овоше, зелунче, сончеви денови, све имаме, само треба да... Да. Габи, во што уживаш ти највеќе кога имаш слободно време? Што е она што ти исполнува? Кажи. Што? Па така, сакам да си одмарам, нели, дома. Најчесто ете двајцата знаеме да прочитаме некоја добра книга, убав филм да изгледаме. Моето слободно време најчесто знам кога е претежно за викенд, така нешто
да сготвам, што не можам преку недела тоа да го направам, нештото е така пообемно, да прошетаме некаде заедно, обично недела време Пешачење. одвојуваме за нашето куче. Од едно од трите, тој да член го не го прошетаме спомнавме. така. 3 члена. 3 члена. 4 тоест, имаме 3 кучиња и едно маче. Браво. Мачор, бесен мачор. Браво. И така да, не знам, И нив со протеинска исхрана да ги храниш. Мора да се пити, они. Мора и они да се секојаш трчаат. така да лизнат од остатокот. Кога имаме да по 20-30 белки за јадење, они јадат 20-30 жолчки. Така да компензирам. Да. Ништо не се фрла за џабе. Па Иве, од мене има за тебе, за да уживаш и да најдеш слободно време и да го посетиш Beauty Agency Најдовски, на Марија Најдовска. Така, благодарам. Ово е ваучер за Габи во вредност од 50 евра, каде што може да отиде и да си направи масажа, Ој, многу сакам. ногти, Масажа, да. ете ти Масажите релаксација. за масажа може. Или шминка за некоја посебна пригода, истото го имаме и за Тоше. Ја многу сакам. Да се искористи Двајцата спортска масажа или нешто слично. Ова е од Благодариме. Нателла. Крио и термогел кој можеш да си го нанесуваш пред вежбање и убаво нели да разградува и кожата, ја прави понежна, по свиленкаста и благодарам. побрзи ефекти за гревање. Благодарам. Ова е Beauty Matrixот на тела, каде што е нели добар за кожата, за косата, за ноктите, добива подобар сјај, има состојки кои се токму соодветни за тоа, се на природна база и без додатоци на шеќер. Сега со свилач си спомнаваш. Башка. За галење да се... И ова е за двајцата по едно звучниче. Благодариме. Се изде уиста куќе, ама добро веќе се го носите некој за тератана, некој. Да, да. Да Ова си е- земе едно. Да. Од Останеме со Ледиком, едно. да ги поздравиме и нив. Благодариме. Преубави поклони. Да си ги поздраваме нашите пријатели Вегера кои имаат по периодов акција со 2 големи пици кога ќе нарачате преку Корпа, вашиот доставувач ви носи и гратис пица сендвич. Мислам дека ги вкусивте нивните пици се навистина прекрасни. Ги има нели на секаде низ градов, така да верувам и топло ви ги препорачувам. Овдека ќе им се заблагодарам и на моите гости, кои ми беа стварно пријатни денеска за дружење, како и нели онака разговорот кој позитивен кој го направивме и некако мотивирачки. Искрено добро е да се слуша вака убава перспектива, убави погледи кон Убава животот. енергија. Да, со убава енергија затоа што како размислуваш, така и функционираш. Така. Ако се насочиш на позитивните работи, секој од нас ги има во животот. Да сме благодарни. Тоа е пораката. Благодарим и натаму, вистина еден час не осетивме кога ни помина премногу брзо, така да треба да имаме и втор дел од емисијата. Сигурно. А како И- што кажа, каква не е мислата, таков не е животот. Така е. Затоа Ја верувам дека ќе бидете повторно мои гости со нови успеси и очекувам од вас многу успеси и многу позитивни работи со оглед на тоа дека ваков пристап имате кон целата таа работа која работите и кон животот, нели, кон меѓучовечките односи, така да ви посакувам среќа и успех. Благодариме на фала уште поканата. еднаш на поканата и прекрасно си поминав. Баш ми е драго. Поздрав и до нашите гледачи.